Добар ден, почитувани гледачи, и добро ни дојдовте во новото издание на неделниот Микс. И секогаш во нашата емисија сакаме да славиме наши луѓе кои што се познати во својата дејност и успешни во својата дејност, не само кај нас, туку и во странство. Токму таква е приказната и на мојата следна гостинка. Таа е експерт за дигитална стратегија, податоци и маркетинг и има искуство стекнато со навистина глобални познати брендови како што се Hertz, Daily Mail, British Airways, Pandora. Одамна соработува и со British Red Cross, значи со Црвениот крст на Британија, а исто така и со многу македонски фирми. За незиниот кариерен пат, за како е да се биде жена менаџер, ќе зборувам во продолжение со Наташа Кузман. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, Марија, и благодарам на поканата. Па Наташа, еве за почеток да ве прашам како беше вашиот кариерен пат од вашите студии во Бугарија па се до Лондон. Верувам дека не било едноставно толку млада да се одлучите да заминете во странство и всушност како се случи да заминете во Лондон? Значи по завршувањето на студиите во Бугарија заминав за Лондон. Реално иницијално ја имав Германија како опција, меѓутоа поради англискиот јазик се одлучив за Англија и поради тоа што и потенцијално тло за работа со многу медиумски куќи. И ми беше и навистина одскочна даска, имам неколку проекти преку Hertz и едно од кои е партнерската кампања со Wimbledon. Значи тие беа главни спонзори Hertz и исто така тука можам да спомнам Thrifty и Firefly кои се сестрински фирми на Hertz. Тука бев задолжена за тотален ребрендинг, значи на Thrifty, која што е компанија во Америка, и исто така Firefly се смета за една поекономична верзија од Hertz за рентирање на коли, се разбира, меѓутоа за европскиот пазар, за Шпанија. Тоа се сепак големи фирми, еве ги спомнуваме тука и British Airways, и Pandora. И колку всушност за вас значеше да од мала земја доаѓате, а сепак се пробивате на толку голем пазар и работите со толку големи компании? Дефинитивно големо искуство за мене. На почетокот беше доста тешко, други стандарди, други принципи на работа, меѓутоа друга култура, секако, друг народ, меѓутоа сето тоа е искуство. Тие проекти сами по себе инволвираат мене како лично за IT, меѓутоа имаш и други оддели кои што исто така се инволвирани во тие проекти и соработката и начинот и работа исто како бизнис ти дава едно големо искуство како во странство се работи. И како се работи всушност во странство? Многу ли е поразлично од кај нас? Значи разликата е таа што примерно во Лондон еве конкретно се започнува со анализа на податоци, значи се пристапува со тоа проблематиката, предизвиците на самата фирма и преку анализа на податоци се избираат тие решенија како може да се помогни и со помош на дигитален маркетинг и оптимизација, како и вештачка интелигенција да се усоврши и да се пробијат тие предизвици и да се има прогрес без разлика дали е мала, средна или голема фирма. Така, еве AI, односно вештачката интелигенција се поприсутна, па кој е вашето мислење во однос на вештачката интелигенција, на правилен пат ли се движиме кога станува збор таа? Реално има страф од тоа дека вештачката интелигенција ќе го замени човекот, меѓутоа јас сметам дека е еден вид продолжена рака, меѓутоа на тој начин што треба да се адаптираме, и да разбереме како работи таа вештачка интелигенција, да бидеме агилни и да се движиме напред. За да може да ја применуваме во текот на работа и да бидеме поефикасни. Едноставно сакам да кажем дека
човек нема да го замени човекот, меѓутоа доколку нема прогрес, доколку не се движиме напред во дигиталниот свет, веќе постои вештачката интелигенција, нема ни да напредуваме. Значи, еве од прост пример со работа на податоци, доколку не поефикасни сме ако се употребува вештачката интелигенција. Секако како алатка. Да, податоците се нешто што во секоја сфера се нешто што е задолжително, нели секаде се користат дата, односно самите податоци. И еве да позборуваме исто така за други ваши интересни кампањи, може да спомнеме и за ваши соработки, на пример кампањата, односно вашата водечка позиција во Daily Mail. Кажете ли нешто повеќе и за тоа? Да, јас спомнав, нели, Херци работата таму, која што ми беше одскочна даска. Следниот чекор беше за работа на кампањи со Daily Mail. Daily Mail е една голема фирма, доста познат бренд, каде што има многу партнерства. Имам работено на со повеќе од 350, можам да кажам, брендови во склоп на Daily Mail, каде што фигурираат тие партнерства и креирање на тие кампањи. Сега Тоа е сериозна бројка, на вистина. Да. Зборуваме за кампањи каде што со еднодневна реклама, пример на една кампања, takeover ги викавме, значи стои сериозна сума на пари од 40-50 илјади фунти само за еден дневен преглед, меѓутоа кога ќе видите колку дека има 2 милиони прегледи во 2-3 секунди, значи тоа се исплати, нели? Она секогаш се работи за ROI на крајот на денот. Така да имаат полза и од рекламирањето. Да. Сега во склоп на Daily Mail, нели, има сестрински фирми како што се Метро, потоа имате и U магазин, неодамна, тоа беше пред доста време, пред 6 години кога се креираше магазинот. Можам да кажам слободно дека ми е првото бебе, играм клучен фактор во самото формирање на U магазинот, кое што е и дигитално списание, меѓутоа нели се и во печат. И доста познат магазин. Да, доста познат магазин со таргет група на жени од 18 до нели 50 плюс години. Тука бев задолжена за дигиталниот маркетинг исто така, значи UX, UI, веб страна исто така, креирање, меѓутоа и понатаму продолжува на имейл маркетинг исто така. Да. И па навистина да кажам импресивно, а еве да го спомнеме British Airways, компанија која што е апсолутно позната, и како беше со нив да се соработува? British Airways, а исто така и Air France, да, и Pandora, сите тие беа во склоп на како партнершип кампањи со кои што работевме. И нели исто така тука работата вклучуваше програмирани програматикец ги викаат, каде што се таргетира специјална група во специјален период, нели одреден период во годината, каде што има low high season, и исто така се работи со податоци и автоматско таргетирање. И вие овие 13 години, ако не се лажам, сте во Лондон, но доаѓате исто така и во Битола, вашиот роден град. Па што ве натера по толку години искуство да се вратите во Битола, да работите и тука кај нас? Ова е дефинитивно најпоставуваното прашање кое го имам. Сепак Лондон ми е базата. Често патувам напред-назад Битола, Лондон, и во последнава година е малку обратно. Сум фокусирана тука за креирање на, нели, создавање на структура на самата фирма во Битола, канцеларија имаме во Битола, каде и градење на тимот. Што ме натера, гледам дека можеме да направиме промена. Исто така спомнав начинот на
дигиталниот маркетинг, до каде сме тука, нели се уште фирмите на нивото на размислување е сакам пример лого или сакам Инстаграм профил и тука завршува приказната. Значи она кое сум го искусила, сум го од искуство во Лондон, сакам да го применам тука, значи тие стандарди од Англија да се применат тука, меѓутоа нели адаптирано за македонскиот пазар. Воедно креирање на создавање на еден креативен хаб, значи место каде што фирмите ќе се осеќаат, ќе се чувствуваат комфортно, од А до Ш, значи од сама стратегија, ребрендирање, од видеокампањи, водење на статистика, нели преку вештачка интелигенција, обработка на податоци, следење на тоа каде потфрлаат фирмите, сето тоа да биде под еден покрив, креирање на тој креативен, таа ми е една визија која би сакала да ја применам тука. Одлично. Еве, вие соработувате и со Плодност, болницата исто така, и на нивна кампања. Веќе, значи, македонските брендови, односно фирми, прифаќаат, нели, она што е поиновативно, поново, да кажам, и токму затоа предпоставувам и вас ве одбрале да се работувате. Дефинитивно има прогрес, прогрес во погледот и начинот на размислување, одиме напред. Значи, фирмите сакаат промени. Еве, Плодност се така поголема фирма, нели болница, различна индустрија сепак, каде што ги применуваме сите алатки. Нели започнавме со дигитална трансформација со Плодност, каде што во неколку оддели преминавме од традиционално во дигитално и сепак нели резултатите се видливи, имаат прогрес од 30% во трите главни оддели кои што му се инвитрото, значи операции, неонатологија, но исто така тука за време на пандемијата доста промени направивме и со ковид центарот. Имаше имплементиравме дигитални сертификати, каде по СМС, нели со СМС пораки беа нотифицирани пациентите. Исто тоа се создаде еден екосистем каде што се возможи поголема ефикасност во здравството и пациентите, нели, искуството на самите пациенти. Така, можеби тоа е еден од вашите одмилени проекти, или ве кажете ни кој е вашиот, може ли да се одвои некој одмилен проект? Да, со Плодност, еве, во последнава година работевме на паралелно работевме, значи на неколку кампањи кои одат по медиумите, се прикажуваат сега за инвитро и се две различни приказни, што сум посебно горда на тоа. Еве, баш можевме и ова, да кажем, реклама, односно кампања на која што сте работеле, да ја гледаме, и новија вашата инаку маркетинг агенција, така? Да. На која што вие работите, односно вие сте основач нејзин. И еве, кажете ни, кои се најголемите предизвици во дигиталниот свет, што мислите дека би следело следните години, односно што би било предизвик за дигиталниот свет во следниот период? Значи, дефинитивно тука, еве, како и што спомнав, работам на структурата на самата фирма и клучен фактор е персоналот, значи да имаш добар кадар е основа и за тоа се стремам да се создаде еден солиден тим со кој што нели кој веќе и растиме, имаме четворица во тимот и растиме. Тоа е еден клучен фактор кој што го увидов дека нели за да има прогрес мора добар кадар. И тука нели Македонија е помала држава, има тим, има луѓе, има меѓутоа често и нели иселувањето е проблем.
меѓутоа сакам да си имаме нели да се враќаат назад, тоа е и дел од мојата мисија, каде нашите луѓе да си се враќаат во својата родна земја, заради тоа што и од Македонија се може, нели? Вие сте пример, да. Да. И исто така, еве, работата, анализите, значи податоците. Увидов дека многу фирми не собираат податоци, нели, фирма како фирма не се грижи за собирање на податоците, а во денешниот свет обработката на податоци е клучен фактор за понатамошен развој. Значи, со обработка на податоци можеме да увидиме каде потфрла, значи кои се предизвиците, дали се од бизнис аспект или од нели дигитален маркетинг. Наташа, вие сте успешна жена апсолутно, па што за вас представува успех? Како го доживувате вие успехот? Како гледате на успехот? Успех како успех, никогаш не сум се никогаш не сум рекла дека нели сум успешна жена или оставам секогаш делата да го потврдат тоа. И секогаш се борам со предизвиците, значи да најдам солуција на тие предизвици и се во чекор со дигиталната ера. Прогресот сам зборува, значи делата сами се зборуваат по себе. И сметам дека не треба да се крира некоја фама околу тоа успех, проекти и никогаш не ми ни било, нели, да спомнувам ете на тој проект работев на овој или на оној. Сметам дека навистина тие дела сами по себе се зборуваат и исто така и она на што се спремам кога е во прашање успехот е долгорочни клиенти. Моментално и новио базата на клиенти не напуштат, што само по себе си кажува дека се задоволни клиентите. Задоволни клиенти, задоволни ние, значи има прогрес и тоа е една долгорочна бизнис соработка. Така. И нели е фактор за мерење на тој успех. Така. Секако. Лондон како град е прекрасен, но што е она што кога сте во Лондон ви недостига од Македонија, а што е она кога сте тука ви недостига од Лондон? Многу е тешко да се спореди. Нели, и засебно сум патувала и во други градови, сум живеела и во Австралија, и во Бугарија, сум живеела во Австралија 3 години, во Бугарија 7 години. Се адаптирам лесно и ги барам позитивните работи во секоја држава или секој град каде што сум живеела. Лондон е еден град мултимилионски, има повеќе од 15 милиони жители, од различни култури, огромно искуство. Битола Македонија си има своја убавина, нели, помал град, поконцентрирано е, луѓето се знаат едни меѓу себе, значи и е послободно и порелаксирано. За разлика од Лондон работи со брзина на светлината, мислам, премногу луѓе, различни култури и во разлика со другите, во споредба со другите градови, значи тоа е еден град што живее 24/7. Така. Постојано имате, нели, се среќавате со различни луѓе, различни бизниси. Една фирма, еве пример, една фирма ако била на тоа место, за еден месец може да е друга фирма. Значи постојано се движи тоа центар на културата, центар на бизнис, на IT. Има доста разлика, меѓутоа секогаш Битола ми е мене посебно драга, Македонија. И некако си се чувствувам дома. Своја на своето. На своето, да, дефинитивно. Многу често нели и во овие
времиња многу се зборува и за странство и за нешто подобро, ново и така натаму, но ете, кажете ни како вие од ваш аспект, ето очигледно успешно било сето тоа, меѓутоа како всушност странство не е ни толку едноставно, нели? Сепак треба и да се докажеме и да се покажеме таму. Нормално дома секако, меѓутоа и во однос на странство дека не е се така едноставно, нели? Да, дефинитивно и не само што нели си на туѓа територија, си има своји стандарди, своји правила по кои треба и да се игра, нели, да се во туѓа држава си треба така и да се учат тие правила и да се следи тој протокол. Се е ново, не е едноставно, секој почеток е тежок, дали било Лондон или во било каде, значи секој почеток е тежок и треба време да се адаптираш и да се приспособиш и да се навикнеш. Друго е и нели исто така да стекнеш ги викаат community, значи друштво, свој круг на пријатели. Да, да се прилагоди. Дефинитивно, значи не е лесно, требаат неколку години. Исто така има и нели други работи кои се поврзани. Има синхронизација на некои нешта со кои што треба паралелно да се бориш. Секоја држава е различно, значи во поглед на тоа еве пример англичани како англичани, нели си имаат посебен респект кон англичаните, нели побрзо би соработувале со англиска фирма отколку нели со некој надвор од државата, и сето тоа е борба и докажување, и пак ќе споменам дека за тоа треба време и не е едноставно, тоа е многу тешка борба. Друго исто е што пример жената, еве да кажеме дека јас како жена во IT и со моите почетоци нели во Бугарија и во Македонија и на Балканот и на секаде, значи жената сметам дека се оддава двојно. Значи двојно треба да вложи за да се докаже и покаже во IT секторот посебно за нели да си го добија своето место, нели, да, во однос на почита. Во почит, во ранг, секако, тука му се дава предност пак на машкиот пол, специфично во технологијата, еве во IT секторот. И тоа е една константна борба. Тука таа тема околу жената и IT сум посебно, нели, и мисијата, и она зошто ја креирав оваа фирма тука, едноставно да му помогнам. Значи би сакала еве една како мисија да му помогнам и да ги усмерам нели жените во IT, еве да бидам јас како еден адвокат, бренд амбасадор како што ги викат, нели, на дека една жена може да биде успешна во IT. Кога ќе споредите, например, со почетоците кога сте отишле конкретно во Лондон пред 13-14 години и сега, променето ли е тоа мислење дека жената во IT некако може би е малку поинаку гледана отколку денес? Дали денеска може би попочитувана во тој сектор? Вака, во Лондон сепак споредуваме пример Лондон и Битола, Лондон, Велика Британија, Македонија има разлика, нели? Таму има прогрес. Сум често одам во Institute of Directors, значи IOD, каде што одржуваме предавања и едукација, значи за жените во IT секторот, и посебна точка за која ја дискутираме е за жените во IT секторот, специфично за
Источна Европа и како би можеле нели да помогнеме во тој дел. Така. Наташа, како го одржувате балансот помеѓу приватниот и професионалниот живот? Многу сте ангажирани? Да, сега посебно нели дополнителна енергија вложувам и тука во Македонија не е лесно. Меѓутоа не гледам на тоа како 50-50, нели да се ограничувам. Туку едноставно научив да кажам доста е. Пример за работата, знам кога збор работата. Да, кога станува збор работата, знам да кажам доста е. Не дека нели сум ги завршила сите обврски за денес, меѓутоа гледам да има баланс, бидејќи сметам дека меѓу работата и нели приватниот живот, што е многу битно за менталното здравје, и сум осетила дека доколку нели често и порано знаев да останам и цел ден со работа, значи до касни вечери, дека едноставно е приоритет менталното здравје и тоа ви овозможува значи да, барем мене, да имам повеќе енергија, повеќе фокус нели за следниот ден. Така. Да, многу често компаниите ми се чини дека сега повеќе внимание обрнуваат на грижата кон работените кога станува збор психата и менталното здравје. Да, во странство тој баланс е дефинитивно клучен. И секогаш дури и приоритет му се дава на менталното здравје. Так. Има доста нели програми, пакети како вработените би се насочиле нели да гледат поразлично на менталното здравје, да се грижат за себе си, за нели да не дојдат до бурнаут, до прегорување. Да, до бурнаут, точно тоа сакав да кажам, до бурнаут. Затоа што и самите знаат дека нели нема толку еден човек да биде ефикасен доколку дојде до бурнаут, веќе и другиот ден не е фит за работа. Да. Така да фокусираноста и ефикасноста на работа се точно се стекнува со тој баланс и поглед кон грижа за менталното здравје. Наташа, кои се вашите планови и ангажмани за следниот период? Можете ли да ни откриете нешто? Па еве, фокусот досега беше во Битола. Нели им помогнавме на неколку, имаме доста солидни проекти од Битола. Меѓутоа би сакала да нели да видиме и во другите градови, да им помогнеме на мали и средни предпријатија, бидејќи како што испомнав, со вештачката интелигенција сме и со обработката на податоци сме доста ефективни и ефикасни и можеме да ги понудиме решенијата на ниво на Македонија исто така. Има доста големи фирми и се стремам да нели тој ментален склоп кој што е тој менталитет и начин на размислување во една фирма да се промени кон дигиталното. Така да фокусот е сега малце на поголемо ниво кон Скопје и другите градови, се разбира, да не е само Битола. И посакувам и понатака да градите една приказна и кариера која што ќе биде за пример. Многу ви благодарам за ова интервју. Благодарам, Марија. Почитувани гледачи, моја гостинка како прва денеска за неделниот микс Наташа Кузман, експерт и во маркетинг, и во податоци, но исто така и во дигитална стратегија. Вие бидете тука, за кратко се враќаме со нови теми.